3 јули 2014 година. Илјада 1608 година францускиот истражувач Самуел де Шамплен го основа канадскиот град Квебек. 1728 година роден е шкотскиот архитект и декоратер Роберт Адам, еден од творците на неокласичниот стил на архитектура. Проектираше многу јавни згради со исклучителна елеганција, особено во Лондон, кои се одликуваат со карактеристичен воздушен и прозрачен стил, наречен по неговото име. В 1775 година генералот Џорџ Вашингтон официјално ја презеде командата над континенталната армија, составена од жители колонисти во 13 колонии во Американската војна за независност од Велика Британија. В 1849 година француските трупи и покрај херојскиот отпор на Џузепе Гарибалди и на неговите борци влегоа во Рим и на чело на Римокатоличката црква го вратија папата Пие IX. В 1883 година во Прага е роден Франц Кафка, чешки писател со еврејско потекло. Негови најпознати дела се романите Процес, Америка, Замок и расказите Преобразба, Селски лекар и други. Умре во Виена на 3 јуни 1924 година. В 1927 година роден е англискиот филмски режисер Кен Расел, филмови Демони, Густав Малер, Томи, Валентино. В 1949 година во Скопје, во Македонскиот народен театар е изведена премиерата на операта Продадена невеста од чешкиот композитор Беџик Сметана, а под диригентство на Трајко Прокопиев. В 1962 година, по 132 години француска колонијална власт, Алжир се здоби со целосна независност. В 1989 година во Москва умре Андреј Громико, истакната личност на советската и на светската дипломатија. Роден е на 6 јуни 1909 година. В 1992 година на Попова шапка е усветен и поставен камен темелникот на градбата на манастирскиот комплекс, посветен на Свети Наум Охридски чудотворец. В 1992 година Собранието на Република Македонија донесе декларација со која го отфрли делот на декларацијата за поранешна Југославија на Европската заедница донесена во Лисабон на 27 јуни 1992 година, во која се условува со името на Република Македонија.
2001 година, кај селото Радуша, Скопско, безбедностните сили на Република Македонија водеа една од најжестоките борби против албанските терористи. Во 2008 година, Организацијата на Обединетите нации за храна и земјоделие објави дека бројот на гладните во светот се искачил во текот на претходните години на 50 милиони поради растот на цената на храната. Генералниот директор Жак Дуиф обелодени дека резервите на жито во светот се на најниско ниво за последните 30 години.